Да. Продолжуваме со Студио 10, како што најавивме, тука е гостин господинот Агим Јонус, политички аналитичар. Господине Јонус, ве викнавме после ова интервју, сега еве малку да направиме една анализа и на политичката ситуација, но и на, како да кажам, политичката психологија која владее во државава. Ги видовме представниците на ВМРО ДПМН и на СДСМ дебатира прилично остро тука во студиото, можам да кажам, ништо поразлично од нивните сениорски представници, ајде да кажам, и отприлика тоа е младината, тоа е еднината, она што не очекува на тој пат. Гледаме една остра реторика, остра спротиставеност по однос на сите прашања, консензус нема речиси за ништо и ми се чини дека се уште политиката и политичките партии, политичкиот живот продолжува во таа насока. Благодарам што ме поканивте во емисијата и апропо претходната емисија баш ја следев. Има неколку елементи кои се симптоматични. На Македонија се случува една трагедија апропо младоста, младината, нивните ставови, погледи и така натаму, од аспект на нивна канализираност во своите ставови и своите действија. Што сакам да кажам? Штета што во претходната емисија немаше представници на младинските организации и на другите политички партии, ќе видевте дека секој го тера она што му кажале дека треба да го тера. Во која смисла? Ајде да се фокусираме само на СДСМ и ВМРО како партија кои има двајца представници во претходната емисија. Да, но можеме слободно да го пресликаме на сите партии. Да, меѓутоа слободно можем да кажем дека тоа е копи-пейст. Да. Во Македонија одамна не постои еден елемент кој се вика идеологија и следење на идеологија, затоа што ако следиш идеологија, тогаш се поставуваш во рамките на тие идеолошки догми и така действуваш на терен. Цела Македонија, од постоењето до ден денеска, без разлика што партиите се делат на леви или десни и партии на центарот и така натаму, се е во функција на некаква социјалдемократија. И ДУИ, и СДСМ, и ВМРО, со своите елементи на настап на терен, апропо политичките акции кои ги преземат, се чиста социјалдемократија. Затоа што само на тој начин, уствари, може да го амортизираат и адаптираат оној елемент кој што се вика опстанок во Македонија, со кој што се бори обичниот граѓанин веќе од осамостојувањето до денеска. Мислите, они се обидуваат да практицираат социјалдемократија? Да. Сега, што е симптоматично? Политичките партии во Македонија олицетворени во барем до скоро беше, па тоа се изгуби малце во СДСМ, во македонскиот блок, ќе ги земеме само тие две партии. Беше поделена на еден долг период, на еден, да не кажем примитивистички, меѓутоа еден елементарен популизам, близок до народот, и салонски елитизам кој се практикуваше, а затоа што имавме време и затоа што имавме оправдување дека секоја млада држава има некои своји детски болести кои треба да ги мине и така натаму, така да сите вежбаа политика уствари. Но кога дојде време сега на дело и на терен некакви борби да се извојуваат на сериозен начин и пристап, дојдовме до парадокс кој вели сите работат само за своје добро, но никој за државниот интерес. Значи, дефиницијата што е тоа државен интерес, сите го запоставија, затоа што ако тоа беше примарно, а треба да биде на една млада држава која е во развој, која е во своји евроинтегративни процеси и така натаму, сите ќе треба да направат многу компромиси и никој никакви компромиси не сака да прави. Зошто? Затоа што секој ги чува своите позиции. Што сакам да кажам? Младите кои размислуваат со своја глава, кои не размислуваат со политички мозок или со политички инструкции за настап во рамките на она што го видов во претходната емисија, се одамна надвор. Ние имаме и понатаму една огромна разделеност која е олицетворена баш во овие двојца млади луѓе, кои што забораваат дека Македонија е нивна заедничка држава, кои забораваат дека за доброто на таа држава треба и едните и другите да проголтаат многу кнедли,
кои забораваат дека во интерес на државата прогресот и патот кон Европа многу нешто треба се стават на маса, да се спушти топката, да се разговара со некакви изнаоѓање на НЗС кои се за добро на државата, а не за политичките партии. Што сакам да кажам? Значи, Македонија е соочена со предизвици од круцијален карактер во патот кон Европа. Во евроинтегративните процеси, да го земеме проблемот и случајот со отворањето на Уставот. Он е наметнат, ние сме условени. Условени сме од Европа, не од бугарите и не од никој друг. Бугарите го искористија сето тоа преку своите механизми да го наметнат како прашање за да Европа реагира. Нормално, нивна равноправна членка е. И сега тука стана една рошомонијада дали да го отвараме Уставот или да не го оставаме Уставот. Консеквентно на тоа некој се нарекува патриота, некој се нарекува предавник, консеквентно на тоа некој работи за доброто на државата, некој не. И сето тоа е уствари една играрија во која што сите купуваат политички поени. Да. Не. Едноставно, наметнато ние, условени сме од Европа, од Европската Унија, дека мораме, запрожо, впрочем, така и беше, нели, кога дојде моментот да добиеме дефинитивно датум за избори, Албанија доби без условување, ние добивме со услов дека ние во меѓувреме ќе правиме скрининг, а ќе почнат преговорите оној момент автоматски, кога ќе го отвориме Уставот, кој ќе ги направиме тие елементи, да и бугарите бидат несени во Уставот. Значи, вие мислите дека сепак блокадата не е само од Бугарија, туку е од Европската Унија, бидејќи знаеме прво се случи она формална блокада од Макрон, првиот пат, кога тој тоа го образложи со потреба за донесување на нова методологија за преговори, па потоа се случи бугарската блокада и многу се зборува за тоа дека всушност бугарите се само искористени да ја блокираат Македонија на некој начин, дека причините за блокадата се доста посериозни и треба да се бараат во Брисел. Видете, има форма, има суштина. Мислам дека Бугарија е многу повеќе искористена како форма за сметка на суштината. Некому е потребно се уште да не започнеме. Некому сме потребни овакви какви што сме. Бугарија е апсолутно равноправна членка на Европската Унија и таа има право да ги користи сите механизми на Европа за да го спроведе оно што она сака, но таа самостојно не може да оди сама, ниту против Европа, ниту против било кој друг. Што значи дека тоа е една искоординирана работа. Зошто е искоординирана? Зошто ние се уште треба да бидеме овакви и на ова позиција каде што сме, е сосема друго и комплексно прашање. Меѓутоа, мислам дека Бугарија го искористи сето тоа за наметнување на своите барања, а сметам дека и Европа, апропо Бугарија, не реагираше баш бурно и не реагираше адекватно на тоа дека тука не би требало да има некакви проблеми. Дали сме ние реално спремни за Европа и дали сме ние реално спремни воопшто да помислиме дека сме Европа. Тоа е друго прашање. Ние сме на едно сериозно дно по прашање на многу елементи кои во една држава треба да функционираат. Здравство, правосудство, извршна власт, се е тоа дно, корупција до максимум. Значи ние, кога би требало некој да ни даде оценка дали сме спремни за Европа или не, ние би биле негде дојде јуче. Меѓутоа не сме. И сето тоа се ова политички игри и механизми преку кои што се купува време. Зошто и како и до кога, не би знал да кажам. Да. Добро, во однос на политичките партии, зошто не можат најголемите политички партии кај нас да постигнат консензус за национални прашања? Гледаме, например, дека, еве Бугарија да ја земеме за пример, таму не можат влада да состават. Еве, втора година веќе, трети повторени избори, повторно е очигледно дека ќе имаат избори, едноставно не може да се состават таму, но кога се работи за клучните национални прашања во поглед на Македонија, например, таму нема проблем. Отприлика тоа се испорачуваат тие барањата и тоа е. Истото се случи и со Грција. И од таму, они изградија некаков национален став во поглед на нивните црвени линии и потоа натаму тоа се
се тера. Еве гледаме дека и неа демократија на Мицотакис за Преспанскиот договор беше противник, но вели тоа е донесен, треба да се почитува, ќе го спроведуваме и тоа е тоа. Кај нас, еве, СДСМ и ВМРО ДПМН и ДУИ, да ги ставиме ете како три најголеми политички субјекти, не може да постигнат консензус за некои национални прашања околу кои потоа не би се спорело веќе. Едноставно, тоа е тоа и одиме понатаму. Значи, колку и да звучи брутално, јас се обидувам на еден технички начин да објаснам некоја работа. Ние се бавиме со формата, никој не се бави со суштината. Суштината го вели следново. Ние се уште не знаеме и не умееме да сакаме својата земја, својата држава. За разлика од држави кои што е Бугарија, Грција, други, трети, четврти, пети, кои се држави вековно, кои се држави со традиција и култура, ние се уште вежбаме држава. Значи, зошто нема консензус? Ја на почетокот тоа го реков. Младиве наместо да седнат и да разговараат, да расчистат што е тоа државен интерес, затоа што пропорцијата држава, човек, граѓанин, држава е единствената правата пропорција, е единствената квалитетна формула за живење. Не единството се должи прво на, елементарно речено, немање искуство на имање држава. Никој не ја сака реално државата. Мислам, страв ми е дури да зборам се што мислам, сериозно, затоа што сум на мета на напад на луѓе кои сметат дека јас булазнам. Не булазнам, никој не ја сака државата. Сите ја презираат државата, за која се самите виновни, зошто и таа доведена во ситуација на презир. И ги врзува само клиентелизмот. Апсолутно. Значи, јас имам една дефиниција со која што станав досаден во секојдневието и во јавните настапи, меѓутоа не можам да се оттргнам од таа мисла и не можам да се оттргнам од таа дефиниција. А тоа е, Македонија стана само едно акционерско друштво на етноцентристички партии, кои тоа практикување на политика го подразбираат како еден вносен бизнис. Впрочем, да не беше тоа така, немаше и системот да функционира на начин како што функционира. Корупција, бенефиции, привилегии, контрола на терен и моќ. Ние немаме реален патриот во Македонија. Што подразбира реален патриот? Реален патриот вели вака. Јас својата држава ја сакам, јас за својата држава ќе направам се што треба како граѓанин со своите права и обврски и јас ќе работам за доброто на оваа држава, па макар, зборам како елемент патриота, па макар што викаат и со мечка да играш ора. Меѓутоа, тоа го немаме кај нас. Она што потвори најмногу се баш оние најмега патриоти, оние кои сечат вени и оние кои велат за Македонија се ќе направиме, а фактички на терен испаѓа дека уствари тие се кочничарите. На Македонија единствениот излез воопшто, мислам, доста збориме глупости и доста збориме политика ради политика. Доста зборуваме, уствари, доста си играме и вежбаме, уствари, држава. На Македонија единствениот излез е Европа. Зашто само така ќе обстане како еден елемент или едно зрнце од грозието во грстот во грстот на грозие. Да. Ние не можеме да обстанеме на начин како што функционираме затоа што ќе се прождереме самите себе си. Затоа на сите можни нивоа функционираме по принципот на племенско одлучување и теренско делување. Еве ги овие младиве што беа тука. И во интересот на едниот, и во интересот на другиот е здрава, права држава која што носи некаков живот во кој што тие како млади може да го планираат својот живот. Не можат. А зошто не можат? Затоа што некој ги спречува. Некој од озгора, тоа се двојца млади луѓе, не зборам приватно, апсолутно, зборам како представници на некакви политички партии. Тие зборуваат и играат фудбал. Кој ќе даде гол, кој ќе постигне, кој ќе добие повеќе поени, кој во публиката ќе добие повеќе симпатии, затоа што утре задутре изборите ќе одлучат кој ќе ги измеша картите, кој подобар шпил ќе добие. Значи, токму тоа се прави. Никого не го интересира државата. Може да збориме што сакаш.
Никого интерес овој државата не го интересира во моментот. Државата е само топка со која што сите си играат фудбал. Го користат на ниво на политика, го користат на ниво на социоекономски некои раздвижувања, дилови и така натаму. Меѓутоа, патриотизмот не постои во Македонија. Да. Без разлика колку го продаваат патриотизмот овие млади на свој начин. Ајде малку да видиме конкретни примери за кои зборувавме и со господата пред нас. Големи афери кои ја потресува јавноста во последно време, она да речеме со избори на контролори за летање во МНАВ. Тоа е многу проста приказна. Тамо платите се големи, сите сакаат да ги бутнат своите деца. Тој што не успел да го бутне своето дете, апропо користејќи својата моќ и позиција, вели чекај пупу не се важи, ово ќе играме трета мајка. Тоа е исто како деца кога играат некаква игра и вика чекај не се важи, затоа што топката не падна кај мене. Да, но тоа ги покажува сериозните пропусти на системот. Ја покажува повторно корупцијата, непотизмот, дека системот функционира само така. Се согласувам, но дај Боже да е само таму проблемот. Проблемот не е во МНАВ. Во МНАВ е само еден од стотината елементи и примери каде што државата со својот начин на функционирала, пуштила пипци и каде што нештата се олицетворуваат во едно реалити шоу Македонија. Само нешто што излегло во јавност. Апсолутно. И не е само тамо. МНАВ е најдобро платена организација, значи предпријатие. Таму платите се преко 3-4 евра. Таму кој влегол му се отвориле вратите, не само кај нас, но му се отвориле и во Европа, затоа што е еден меѓународен систем. И таму кој удомил дете, тој завршил работа. Сега, тоа што ние си играме овдека на најпримитивистички начин, кој, каде, што и како ќе му скрши зуби, вака народски речено, и ќе го стави своето дете, тоа е друго прашање. Ние сме примитивци по дефолт. Примитивизмот не се однесува само во начинот на однесување, туку и во начинот на функционирање. Тоа што се случува во МНАВ е само welcome to Македонија. Трета мајка, затоа што моје дете не влезе. Да, слични се и реакциите за обвинителот за организиран криминал Ислам Абази, дека тој е човек на ДУИ, тој се разбира негира, вели дека е избран на непосреден избор од гласање. Повторно истите, не се повторува повторно истата постапка, еве во правосудството, на политички влијанија, дека сето тоа се носи под некаков... Имено, видете, до таму е отидено со корупцијата, непотизмот, контролата и така натаму, да веќе што и да се случува, почнуваме се сомневаме дека тоа е намештаljка. Апропо, длабочината до каја сме отидени кон дното е катастрофална. Било кој на местото на Абази, што би бил, не би имал доволно ни моќ, ни контрола на терен, ниту пак сериозни можности да искорени корупција, да удри врз организираниот криминал, затоа што се е организиран криминал. Знаете зошто има една мала досетка, велат, зошто организираниот криминал не може да се истреби? Па затоа што е организиран. Затоа се вика организиран криминал. Македонија 20 Абази, уште 30 Вилми Русковски, барем во еден кус период или во едно видно време пред нас, не може да има никаков ефект, затоа што треба да руши систем. Нема да руши поединци. Како функционираат поединците? Поединците функционираат по систем на контрола на луѓе на терен. Што се тоа луѓе на терен? Во една мала држава која што е Македонија, контролирањето луѓе на терен, носењето пари, филмот на производство на пари, апропо корупција, сиви бизниси и така натаму, подразбира маса луѓе кои јадат лепо тоа. Кој ќе ти дозволи ти тоа да го искорениш? Значи, повторно, еве вратете се наназад. Ние во своите перцепции на борбата со криминалот, ако сме барем малку реални, ќе видиме дека само Боранија отиде условно речено Боранија отиде у Апсана. Кој друг отиде во затвор? Дури и оние зверки за кои што спектакуларно народот чекаше, нека виси Педро, дајте нешто направите овие тајкуниве.
Кој отиде? Кој си ја купи слободата? Кој отиде у струга тамо да се сунча летно време? Кој отиде у некакви мали, ситни нешта за кои што на запад само сообраќајни прекршоци така се отслужуваат. Така трагедијата е... Значи, излегува, ако имаш многу пари, тешко да одиш во затвор. И ако имаш многу пари, прво треба се сетиш на бугарската, всичко што не се купува с пари, купува се с многу пари. Што значи дури и слободата. Ако некои, сходно случаите за кои што беа судени, на запад би бил реално суден, никој испод 20-30 години не би лежал в затвор. Меѓутоа, кај нас се е изводливо. Поготово што? Пази, тој е затворен круг, циркулус вициозус. Тајкуните, гигакриминалците, сите оние кои што имаат контрола на терен и пари, ги финансираат политичките партии. Тоа е првиот елемент на триаголникот. Вториот вели, политичките партии функционираат, нешто со официјални пари, а најголем дел неофицијални пари, од овие што се на оваа точка, и на крај триаголникот завршува со кој кого да казнува. Ако јас... Затворен круг. Молам, ако јас оваа телевизија ја финансирам, бидете искрени, дали би ме псуеле некогаш? Никад. Дали мене би ме окалјале некогаш одека? Никад. Што значи дека Господна помош нека е на Македонија на начин каков што е поставена. Не велам дека нема начини, не велам дека нема луѓе кои што би го сето тоа поттикнале за да профункционира, меѓутоа никому тоа не одговара, затоа што не постои неискомпрометиран политичар, не постои елемент кој што е во извршната власт, а кој не е партиски наместен, затоа што онаа постара генерација која е тамо затечена пред да почне оваа демократија, пред да почнат овие сите нешта, уствари која честно работела, која заврши пред време у пензија, која го преместија хоризонтално и вертикално во хиерархијата каде што работи, така да, нареđење и извршење. Да. Кој ја контролира државата? Политичките партии на власт. Кој е на власт? Тој пуца пенал. Има ли, еве, бараме, бидејќи бараме решение, бараме спас, бараме излез од оваа ситуација, пред се за луѓето да прекинат да мислат на иселување од државата, некој да почне да размислува да остане тука. Еден од нив е оној што се зборува е почетокот на преговорите со Европската Унија, дали там може нешто да се смени, бидејќи има аргументи и за и против, за се критериумите кои постојат во тој сет на преговори, но против е искуството, да речеме, на некои земји членки како Бугарија или Романија. Тоа е една работа, а втора е високиот приоритет на борбата против корупција што го има дадено американската администрација за Западниот Балкан. Знаеме дека со последниот извештај на Стейт Департментот, тоа е и со стратегијата која е донесена, тоа е издигнато на највисоко можно ниво. Ако порано се зборуваше за борба против национализам, за борба против тероризам, сега на прво место е корупцијата, тоа е јасно. Имаме и нова американска амбасадорка во Македонија. Дали мислите, можеби, дека ете тој притисок од надвор, тоа будно око кое би не обсервирало, можеби може да смени нешто на подобро? И да сега кажавте нешто што не сакав да го кажам во меѓувреме, меѓутоа го поттикнавте, а тоа е, значи, што можеме сами, а што не можеме сами. Значи, очигледно не можеме сами да организираме здрава држава. Ние со американците сме пупчено врзани по многу елементи. Симптоматично немам намера да се спротиставувам, ниту пак да одам верзус ниту американците, ниту америчката амбасада, ниту пак амбасадорката. Меѓутоа, безобразната вистина го вели следново. Кој амбасадор, каде отишол, во која земја, со јамбу најава дека ја ќе го средам организираниот криминал. Кој си ти у државата? Ти си само амерички амбасадор. Ајде малку сериозно да размислиме. Кој си ти у држава? Американски амбасадор со максимален респект, како таков, ќе те поштуеме, јади, пи, шетај, оди, чао. Он вика, доаѓам да ти ја средам државата. Па значи, дали се тоа само го потврдува сето тоа дека ти си го окалјал во меѓувреме? Во Македонија ретко кој, било кој аспект од политиката
не зависи од ставот на Калето. Секако, тука имаш зависности и од истокот и од западот, затоа што не се сите прозападни. Меѓутоа, тоа само го кажува она што преска го кажав, дека Македонија е едно акционерско друштво со принуден управник. И ништо повеќе. Тој принудниот управник, стечаен управник, вели ја ќе дојам сега и ќе ви затепам малку и ќе ви ја средам државата, доаѓам да ви ја средам корупцијата. Што си ти? Јавен обвинител? Не, ти си амбасадор. Окей. Значи даваш до знаење на сите оние кои знаат да читаат меѓу редови, дека и вие конечно свативте дека вака не може, и дека нешто мора да се менува. Не можеме сами, ајде бујрум ти да видам што ќе направиш. Која контролира другата низ Македонија? Деја. Која контролира комплетната ситуација која е по некакви нишки врзана микрогеостратешки, подшироко геостратешки? Калето. Само ние бегаме од тоа да го збориме отворено. И уште една забелешка. Меѓународната заедница гледа какви сме и што сме. Меѓународната заедница гледа дека сме неспособни држава да имаме. Меѓународната заедница гледа каква е политичката констелација во Македонија, која е неефектна, која тапка во место. Како она е насловот на драмата од Горан Стефановски, Лет во место. Ние летаме во место. Апропо младите што си отидоа, пред малку нели кажав, секој оној млад човек кој што малку отворил очи и размисли со своја глава е веќе вон границите на Македонија. Внатре се останати овие младиве, кои рипаат затоа што единствената иднина ја гледат низ тоа дека ја што повеќе рипам, повеќе простор си праваме, не ќе станам и политичар, па може би и пратеник ќе стам, дај Боже и министер. Дали е тоа иднината? Не, иднината на Македонија е да сите они заедно застанат, македончиња, албанчиња, турци, срби, грци, па и бугари, ако веќе се внатре во уставот, а се, да работат за доброто на државата. Кој работи за доброто на државата? Која е таа структура во Република Македонија која работи консензуално за доброто на државата? Не постои таква група. Дури секој еден елемент кој се обидуваше да се појави како некаква трета опција со граѓански принцип на однесување, на сите ногите им ги секоја уште на самиот почеток. Да. Не одговара, им се меша уесапите, математиката, парите, моќта. Македонија е Колумбија, човече. Да, за на крај имаме уште 2-3 минути. Сакам да ве прашам, ја изанализиравме државата, системот на државата, политичките партии, еве и меѓународната заедница. Вие цело време тоа провејувате, уствари и директно кажувате дека никој не ја сака државата. Не, тоа е факт, би сакал да ме демантира некој. Сакам да прашам во однос на свеста на граѓаните, еве тоа нека остане за крај, за самите граѓани. Никако, како и тие самите да не се борат премногу, еве, против корупција. Например, никогаш не сме имале протести за се и сешто. И тоа од различни мотиви, но никогаш никој не го погодило нешто да излезе на протест против корупција, која ќе види нешто да го погоди, да се изнервира. Дали се граѓаните едноставно оттапени, дали граѓаните веќе име се рамнодушни, апатични во тој поглед, или се конформистички настроени, па секој гледа да се заврши работа и така да заврши? Видете, колку да звучи тоа архаично, ние сме народ кој што вековно, исконски, живее со синтагмата «чути имај бетер». Ти не можеш да живееш вечно со синтагмата «чути имај бетер». Она малку, ние има веќе од постоењето на Македонија, постоењето на современа Република држава Македонија од 91 нааму, ние имаме генерации одселени од тука. Одселени. Ние имавме многу примери во секојдневието во кој што татко и син и двојцата конкурираат на исти конкурс за работа. Што ви кажува тоа? Тоа кажува дека ситуацијата од својата грознотија што ја носи е доведена до такво ниво на депресија. Народот е апатичен, народот е депресивен. Надвор на улица кој ќе искочите, јас не верувам дека ќе сретнете некој насмеан тип или некој, може тој само со себе што збори што не е нормален. Меѓутоа, немате човек кој што со полно срце е задоволен и среќен во Македонија. Имаме стерилизиран ум.
Најстрашното е што од еден правец во кој што на почетокот имавме некаква надеж и визија дека одиме во градење на држава, ние ќе бидеме Европа, ние сме самостални. Не направивме страшен еден свич во кој што свативме после се дека се е џабе и дека треба секој себе си да се гледа и да функционира по системот нека ми е мене пун фрижидерот, па се останато нека иде у мајчино. А зошто е тоа така? Па затоа што видовме уствари дека не сме способни. Сите малку паметни што се. Се она што малку има мозок чиј процесор функционира пооштро и побрзо, е веќе вон границите. Ние сме овде останати, некој да не води. Не ние како целина, секако дека има се уште луѓе кои што седат и трпат во Македонија, кои што се уште очајно се надеваат. Меѓутоа масата е веќе доведена во ситуација да само слуша што треба да прави, да функционира по шаблонскиот систем на политичко владење, што етноцентристички, што национал-романтистички, што опортунистички, затоа што тоа е вносен бизнис. Се уште после 31 година, во 2022 година, ние зборуваме за Гоце Делчев и зборуваме за Скендербек. Зошто? Тоа е нивото на народот. Народот уште се пали на Гоце Делчев и уште се пали на Скендербек. Наместо да се пали на science fiction или на нешто што веќе во Европа е, мислам, толку далеко што е излишно да разговараме. И што се случува? Се случува да ние жвакаме мастика. Велат на дете кое е гладно. Ако немаш леп да му дадеш, дај му мастика нека жвака, ќе има нешто уста, ќе си жвачка, ќе му биде сладко и има да чути. Евроинтегративните процеси на Македонија во овој момент им се мастика за жвакање во устата на народот. На политичарите оправдување за својата неспособност да направат здрава држава, со јака извршна независна власт, со квалитетен живот, па и нека биде сиромаште. Секоја држава минува низ криза и Германија минува низ криза. Ама никој не е очен, никој не мрази државата, никој не презира државата. Ние имаме криза од сосема од темелен карактер криза имаме. Сега да не испадне дека не знам што сакам да кажам. Кратко и јасно. Македонија едноставно има само еден рецепт за спас од оваа ситуација во која што се наоѓа. А тоа е да не влечат како мало дете за рака европјаните, се додека еден ден не речат: "Оке, вие сте тука кај нас, рамноправни сте, ќе функционирате како што ние ќе ви кажеме, така или никако." Да. Се останато се приказни за мали деца. Се додека постои етноцентризам, национал романтизам, корупција, мито, извршна власт, која е по принципот на Вујко, Стрина, тетка и братучет, се додека постои неказнивост, принцип на неказнивост во државата, за ништо, ние и понатаму ќе функционираме по системот: дај мене да ми биде оџакот прав, ја ако има нешто за мене да заколјам, ако не, чао. Да. Добро, господине Јонус, ви благодарам на оваа исцрпна анализа. Благодарам што ја поканивте. И со ова гостување на господинот Агим Јонус го завршуваме и ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на вниманието и на довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.